Дали сте запознаени со електронските услуги кои што ги нуди општината? Да, запознаени сме. Колку досега сте ги користеле електронските услуги? Што од електронските услуги? По електронските услуги има користено подавано субвенции, аплицирано, има аплицирано по електронски за рурален развој, за набавка за мехинација. Сметате ли дека сите земјоделци го знаат да ги Не. користат тие услугите? Ваша препорака во однос на комуникацијата со општината и електронските услуги, како да се зголеми информираноста? Со поиќе кажување спрема народот, на земјоделците објаснување и ќе се зголеми. Дали сметате дека услугите намалуваат чекањето, туркање пред шалтерите, време, дали ще идат за земјоделците? Се стеди време, се има гужва, се чека, па си посол, си работа, па се врати, па пак си посол, за едно подава, може да појде 3 пати, 4, по електронски дома го работи, побрзо се поднесе обрањето. И ваш апел да се користат што повеќе услугите? Повеќе услугите по електронски пат, да се работи. Значи времето и технологијата си ги носат своите настани, така да со воведување на услугата се обезбеди полесно да се комуницират и со агенциите и со платежните, значи не мора да одиш да пријавуваш субвенции или за некоја услуга ако ти треба, значи едноставно е само стискаш клик, добиваш сите услуги на рака. Дигитализацијата во земјоделието сметам дека се уште е многу малку застапено од аспект што нашите земјоделци не можат да дојдат до електронска форма на формуларите кои што се за добра земјоделска пракса и апел е да повеќе да се обрне внимание што поблиску да бидеме до земјоделците, затоа што земјоделците имаат огромни работи на фармите и со тоа ќе му олесниме нивната работа да имаат подобар пристап, да ги следат сите новини што се сите конкурси, сите грантови што може да бидат достапни на земјоделците, за да може да ги искористат.